3 септември останува денот за локален референдум во Босилово. На вчерашната седница советниците едногласно ја потврдија одлуката донесена на 20 јули за одржување локален референдум. И Босилово, како и дојрани богданци, ќе гласаат за две референдумски прашања. Дали се за или против отворање на рудникот за злато и бакар и ловица? И второто, дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Босилово. За членовите на иницијативата Спас за Струмица, овој референдум ќе биде испит за жителите на општината во какво место сакаат да живеат. Според Спас за Струмица, отварањето на рудници е сериозна закана за околината. Колку и да изгледа претерано, со отварањето на рудникот, ние скоро ќе се соочиме со таков тип фашизам. Значи, тие овде профитот ќе го наплатат со крв, драги претеници. Планираат да заработат 4,5 милиарди долари или евра, не знам. 23 години ќе не залеваат, ќе не запрашуваат со отрови, ќе го уништат земјоделието. Долгорочно ќе го изреметат мирот на регионот со постојани секојдневни експлозии. 23 години експлозии ќе има. 30 годишна војна историска. Тешки механизми ќе ги уништат патиштата. Со бучева која ќе се одива 24 часа на ден. За на крајот да се заменат со милиардите, а овде да остават пустош, драстично зголемување на процентот на заболени од канцери и други видови болести. Просечен животен век, докажано, во околината на такви рудници е 40 до 50 години. Просечен животен век. Уништена перспектива за земјоделие да не зборуваме, на најплодородниот земјоделски крај на Балканот. И како последица на тоа, на крајот, дополнително масовно иселување и културолошка и национална деградација на нашиот регион. За рудникот кај Ловица референдум изгласа и општина Ново село. Датумот не е закажан, но најверојатно ќе се одржи кон средината или крајот на септември.